Почитувани, добро вечер. Вечерва гостин е Ѓорѓија Сајковски, генерален секретар на ВМРО ДПМН е човек со импресивно политичко искуство, кој го помина целиот пат од месен комитет до највисоки раководни структури на партијата или од месен комитет до генерален секретар на партијата. Познат по својот чесен и искрен пристап кон граѓаните, Сајковски е дел од тимот што со реални ветувања и посветена работа ја врати партијата на власт по цели 7 години опозиција. Денес ќе разговараме за предизвиците на функцијата генерален секретар во опозиција и трансформацијата на партијата што доведе до победа. Ке дознаеме кои се следните чекори на нашата политичка партија ВМРО ДПМН, што да очекуваме за локалните избори, каква ќе биде работата на терен и што значат 58 пратеници во однос на довербата на народот. Секако ќе се осврнеме и на позицијата на партијата за уставните измени и пораките за обединетоста што ја покажуваме денес. На мој огромно задоволство вечерва посакувам добре дојде на генералниот секретар на ВМРО ДПМН, господинот Ѓорѓија Сајковски. Генерален, благодарам за поканата и верувам дека гледачите ќе уживаат во денешнава наша програма и она разговори што ќе бидат во периодот кој што следи. Ви благодарам на прифатената покана. Јас би сакал да почнем со вашата историја, односно да го споделите патот од месен комитет, општински, централен, извршен, па на крај да дојдете и генерален секретар на партијата, бидејќи со тоа навистина се покажува една слика дека буквално раководството на партијата доаѓа од најмалото нешто, односно од месниот комитет се до врвот на партијата. Најнапред сакам да ти изразам благодарност за најавата која што ја направи за мене. Навистина кога слушав вака ми представува чест пред се, затоа што навистина поминав долг период во ВМРО ДПМН, на многу позиции, многу функции обавував и обавувам се уште. Моите почетоци во ВМРО ДПМН се од почетокот на споделување на програмата на ВМРО ДПМН 90-тите години, кога се кажа дека Македонија ќе има своја самостојна, независна држава со своји органи на управа. Тогаш таа идеја за мене беше навистина возвишена и веднаш со завршување на средното училиште група младинци се приклучивме кон таа идеја дека навистина Македонија треба да биде самостојна држава. Година дена после тоа се случи да имаме независна самостојна држава. Јас заминав на студии и по завршување на студиите и завршување на војниот рок веднаш се активира во ВМРО ДПМН, иако и во периодот додека студирав и додека бев војник во армијата, бев активно вклучен во активности тука во Скопје, што ги правеше тогашната УМАС. Потоа се вклучи во УМАС во Кичево во период 1997-1998 година. Тогаш сум роден, да, 98. Во моите активности се движат во делот на УМАС, во делот на местниот комитет. Во 2004 година се направи реструктурирање на партијата и ја добив можноста да бидам преседател на еден месен комитет во Кичево. Бев преседател 5 години, од 2004 година до 2009 година. Постигнавме добри резултати. Бев потоа поканен да бидам подпредседател на општинскиот комитет во Кичево една година, 2010. Веќе 2009-2010 станав преседател на општинскиот комитет во Кичево. Исто бев вклучен во Централната комисија за локална самоуправа тука во Скопје и моите активности се движеа во однос на подобрување на животот, да смениме нешто во нашата држава, да направиме плюс, да се движиме во вистинска насока и да дадеме надеж кај граѓаните дека во оваа држава навистина може да се работи, може да се живее. Се трудевме максимално колку што можам и како председател на општински комитет. Донесовме многу победи за општинскиот комитет Кичево. Односно, останавме непоразени. Непоразени до 2020 година, кога во септември станав и добив поддршката од председател Христијан Мицкоски да бидам
ме покани да бидам генерален секретар, со тоа што ми даде една голема доверба да ја водам партијата во едни тешки моменти, предизвици и за среќа постигнавме успеси периодот што следи до денеска. Сега сме и локална и централна власт и на вистина граѓаните ќе почувствуваат дека има вистински, реални промени во нашата држава и ќе почувствуваат дека во нашата држава ќе има и економски раст, има и зголемен број на вработени, но ќе има и правна и економска сигурност за која што сите периодов тежнеат, и граѓаните и ние, како политичари. Генерален, вие изминавме едни долги години во опозиција, но сепак со искрен пристап и како што го реков и во воведот, чесен пристап, ја добивме повторно довербата од граѓаните. Како е да се биде генерален секретар во опозиција? А како е сега, да речеме, од една поинаква слика на власт? Дали има некоја голема разлика или сепак тоа е едно, да речеме, едно исто нешто? Во овие 30 години ВМРО ДПМН кога е во опозиција е пострашен напад на власт. СДСМ како власт направи еден невиден прогон до тогаш. Имаше судски измислени случаи. Имаше напад врз наши високи функционери. Имаше покани за обвинителство или тогашното СЈО на преку 5-6 илјади луѓе. И луѓето навистина беа обесхрабрени и делимично уплашени. Тешко ни приоѓа. Требаше да се направи голем исчекор за да може да се врати до вербата. Првиот исчекор беше направен во 2020 година, навистина освоивме голем број на пратеници, меѓутоа не освоивме мнозинството за да може да направиме влада. Вториот исчекор со помош на пратениците, на тогашните пратеници, на раководството на ВМРО ДПМН, на председател на партијата, на подпредседателите, па и Центар за комуникации, сите структури што беа тогаш случајни, направивме да помогнеме на градоначалниците тогашни кандидати да освоиме огромен број на општини кои што беше незапаметено ниту во државата, ниту надвор од државата, од позиција на опозиција да освоиш 42-43 градоначалници. Направивме огромен исчекор и навистина тој исчекор што го направивме, ја вративме довербата во партијата, но и преку работата на градоначалниците, што сега ја водат локалната самоуправа низ нашата држава, нашата доверба се зголемуваше и преку пратениците, и преку градоначалниците, и стигнавме до позиција да навистина освоиме огромен број на пратеници и освоиме огромна доверба од граѓаните. Во однос на локалната самоуправа сакам да истакнам дека при разговорите со градоначалниците, меѓутоа и со граѓаните, бидејќи ние имаме теренски посети, можам да констатирам дека градоначалниците на ВМРО ДПМН, иако измина многу тежок период, 2 години тежок период на централна власт, која што со ништо не ги помогна, успеа да реализираат огромен број на проекти. Со скромни средства, со уништени буџети, реализира огромни проекти. Можам да констатирам од она што разговарав со нив дека голем дел на градоначалниците ја имаат веќе реализирано програмата што ја ветиле пред граѓаните. Имаат реализирано и дополнителни проекти кои што не ги ветиле пред граѓаните, но до локалните избори градоначалниците ќе си ја реализираат комплетно програмата и она што го ветиле. Што е голема работа да ветиш пред граѓаните и се што си ветил да го исполниш. Тоа го имаат направено градоначалниците и навистина се за пофалба. Чиста пофалба и тоа што, за разлика од минатата власт, градоначалниците, кои што се веќе 3 години на власт, нема ниту еден коруптивен скандал, ниту било каков скандал кој што може и да ги оцрни нив и партијата, меѓутоа и луѓето кои што гласале, им ја дале довербата. Напоменавте и теренски активности, за тоа јас би сакал едно прашање имам одвоено, односно кои се следните активности на партијата во пресред на локалните избори, бидејќи скоро за можеби една година од денес ние ќе имаме повторно локални избори. Што не очекува во овој распон? По завршување на парламентарните избори ние повторно се видовме со нашите гласачи, допревме до нив, сакавме да слушнеме нивно размислување.
Направивме теренски посети до крајот на август месец. Потоа се договоривме да направиме и ги задолживме општинските комитети да направиме отворен ден, каде што секој граѓанин може да допре до председателот на општински, до градоначалникот, до пратеникот, до локалното раководство за проблемите со кои што се соочуваат граѓаните да ги слушнат оние кои што се задолжени да ги решат тие проблеми. Мислам дека ефект имаме од отворениот ден и голем број на граѓани ги посети општинските комитети и некој што бил човек подзаборавен и некоја населба што немало изградено ништо, и патчина, и улици, и канализации, и водоводи, ќе можат периодов да се санираат дел од проблемите каде што нема нешто реализирано или некој проект што бил ветен, подзаборавен, да го вратиме назад. Оно што е следно е и што во моментов се одвива, нашите локални структури, градоначалници, пратеници, председатели на општински комитети прават посети на местните комитети, се состануваат со наши членови, разговараат на повеќе теми и верувам дека и ова ќе допринесе за да може да се зголеми довербата кон ВМРО-ДПМН, секако и кон раководството на ВМРО-ДПМН. Периодов што следи, ќе имаме и анкети, ќе имаме и состаноци со градоначалници, ќе разговараме за теми кои што се актуелни и теми кои што треба да се решаваат периодов, и мислам дека за следните локални избори ќе имаме успех онаков каков што очекуваме да имаме. Огромен. Тоа ми е следното прашање, баш што очекуваме или очекувате вие од локалните избори? Очекувам голема победа. Очекувам дека ќе освоиме голем дел од општините, ќе направиме поголем исчекор од она што го имавме од 2021 година. Очекувам дека граѓаните ќе препознаат луѓе кои што знаат да работат, кои што можат да сработат и луѓе кои што ќе испорачаат за нив. Ние видовме дека овие што мислам дека денешните градоначалници исполнија голем дел на работите, реализираа голем дел на проекти и верувам дека преку нивната работа, преку нивниот ангажман и добиената доверба од граѓаните ќе имаме навистина сериозен успех на онаков каков што досега го немало во нашата држава. Само со работа и проложување на терен, како што напоменавте и во одговорот на претходното прашање, што значи дека ние воопшто и не застануваме со посети на терен, односно со посети на граѓаните. Тоа може да се види јавно и на социјалните мрежи и кај страните на општинските комитети, меѓутоа и председателите на општински и градоначалниците, дека ВМРО-ДПМН буквално ниту една минута не застанува, туку цело време се работи во интерес на подобрување на животот на граѓаните. Контактите с луѓето ни помагаат да донесеме нови работи, нови идеи, нови размислувања и да разбудиме надеж кај секој од нив дека довербата во ВМРО-ДПМН е доверба во нашата држава Македонија. Се согласувам. Преку довербата на ВМРО-ДПМН се зголемува довербата во нашата држава, дека може да се живее, може да се работи и може да се донесе развој за секое семејство поединечно. Се согласувам. Морам сега и малку по надворот, да речеме, партијата, меѓутоа, како коментирате фактот што сме партија со 58 пратеници, односно со едно големо мнозинство, да речеме, скоро мнозинство во собранието, дали оваа бројка нуди стабилност и ефикасност за спроведување на предвидените политики во корист на граѓаните? Давањето на ваква доверба е од една страна можност за да може да се реализираат голем дел на работи, од друга страна е голема одговорност. Граѓаните нам ни подарија огромна одговорност за да решиме огромен број на проблеми кои што ги остави претходната власт. Со посветена работа на владата, на собранието, на локалната самоуправа, ние ќе испорачаме и она што не сме го ветиле пред граѓаните. Верувам дека со довербата од 58 пратеници ќе може да се направи исчекор кон работи кои што граѓаните ги очекуваа во периодот кога не гласаа нас. Тоа е правна економска сигурност,
корупција и криминал, борба на корупција и криминалот, зголемен број на работни места, да донесеме поголем број на инвестиции во нашата држава. Ќе биде тешко, но мора да разговараме и за подобро судство, подобро обвинителство. Мора да разговараме за теми и да работиме на теми кои што навистина многу им значат на граѓаните и на таков начин со решавање на тие проблеми ќе ја подобриме нашата држава и животот, квалитетот на живот во нашата држава. Мора да се бориме за да го подобриме квалитетот на живот. Ако работиме на подобрување на квалитетот на живот, тогаш ќе работиме и на надеж дека може да се живее во нашата држава. Тоа се работи кои што преку добивањето на доверба на пратеници 58, што ги добивме и довербата која што добивме, периодов ќе може да реализираме што поголем број на проекти. Со она што нашата влада го направи во првите 3-4 месеци, можам да констатирам дека веќе е вратена надежда кај граѓаните, бидејќи како никоја влада досега во Македонија, во првите 100 дена успеа владата да направи плюс за пензионерите, плюс за образованието, плюс за инфраструктурата, да направи плюс за работи кои што другите влади се измачували по 4 и по 8 години и не испорачале ништо. Навистина ова е голем исчекор, голема работа која што се случи периодов во овие изминати 100-120 дена и навистина 100 дена и мислам дека навистина ќе граѓаните ќе почувствуваат огромна разлика во периодов што следи. Плюс за стопанството исто така. Здравството. За здравството плюс. Во сите сектори на општествено живење за 3 месеци да дадеш плюс е навистина голема работа. Привлекување на странски инвестиции околу 4, ако не се лажам, сега за сега се Привлекување на договорени. странски инвестиции во овој период 4, меѓутоа во периодот што следи ќе има многу странски инвестиции кои што ќе сакаат да инвестираат кај нас, бидејќи се појави сомнеж во нашава држава да се инвестира, затоа што имаше висок степен на корупција, на криминал и тоа ги одвраќаше на некој начин сите кои што сакаат да инвестираат тука. Мислам дека 2025 година после долго време ќе биде една година која што ќе донесе навистина стабилност на економијата, меѓутоа изголемување на плати и во администрацијата, во полицијата, пожарникарите, бидејќи во буџетот веќе гледам и тоа е веќе предвидено, така да очекуваме 2025 година навистина да биде една година која што навистина ќе донесе зголемување на животниот стандард кој е навистина голем проблем кај нашите сограѓани. Да, од една страна зголемување на платите, од друга страна да се намали инфлацијата, бидејќи имаме висока стапка на инфлација во нашата држава и изминативе години не јадеш инфлацијата или зголемувањето и растот на цените на сите производи, па и на недвижнини и на се друго. И од една страна треба да исконтролираме инфлацијата, од друга страна да го подобриме стандардот со зголемување на платите. Тоа е тешка задача и обврска, меѓутоа владата се нафати и гледаме дека сега има шанси и тоа да биде завршено во следниот период. Не се ни сомнева. Сакам да искоментирам уште една тема која што изминатиот период додека СДСМ и ДУИ беа на власт, а тоа е дека обвинува и вас како раководство, меѓутоа и политичката партија ВМРО ДПМН од каде што доаѓаме, дека во даден момент ќе изгласаме уставни измени. Меѓутоа поминаа 7 години, дојде ВМРО ДПМН на власт, ниту се изгласа уставни измени, ниту пак се да речеме некоја тема отворена која што ние би се залагале да се случи, туку ние сме навистина пообединети од било кога. Да, барем тоа е мое мислење. Ваш став околу ова, што сакаше СДСМ да постигне за да добие, да речеме, нешто кај граѓаните, или тоа беше чисто само она колку да протуркаат нешто, бидејќи знаат дека им доаѓа крајот на нивното владење? Мислам дека низ годините се виде, посебно последните 10-15 години, дека па и 20 можам да кажам, после територијалната поделба што ја направија, дека е СДСМ безидеен политички субјект на политичката сцена во Македонија, што е страшно за некој политички субјект. И во немање на аргументи, во немање на работа, си измислуваше работи само за да
може да се покрие на некој начин. И ова што беше со бугарскиот предлог и претходно, фактички е работа која што далекусежно прави штета на државата, а за возврат ние не добиваме ништо. И ние во многу наврати досега го укажавме тоа, дека нашите црвени линии се познати. Ние сакаме да бидеме дел од Европската унија и тоа сме го покажале во годините што се изминати. Мислам дека и она што сме го вцртале во нашата програма од 90-тите години е стратешко партнерство со Америка и Европската унија, или Европска заедница, тоаш ми се чини беше. И од таа гледна точка нашата определба е јасна. Меѓутоа и нашиот сомнеш кон тоа беше јасен, дека ние не може да дадеме согласност за нешто во кое што потоа можеме повторно да бидеме оценувани. И затоа кажавме, нашиот став е јасен, бугарите и влегувањето во устав е јасно, тоаш кога ние ќе добиеме и гаранции, меѓутоа и тогаш кога Европската унија ќе даде зелено светло да може ние да бидеме дел од Европската унија. И мислам дека повеќе пати е нашиот став кажан, укажано е до сите и верувам дека сега европските лидери ќе се уверат дека ние сме како политички субјект не сме против, туку дека ние сме за принципиелност и поставеност на работите, онака како што треба да биде за сите европски народи во Европската заедница и во Европската унија. Да бидеме почитувани, меѓутоа и ние да ги почитуваме останатите. Ако имало исцртано принципи како треба да се влезе во Европската унија и како другите држави влегоа во Европската унија, да важат истите принципи и за нас. Ако важат принципите за Романија, за Бугарија, за Албанија, па и за другите, за Грција или за Хрватска или за која и да е друга држава, тогаш да важат исто и за нас. Ако не важат за нас тие принципи, тогаш е Европската унија без концепт. А јас не верувам дека е така. Се согласувам со вас. Генерален, јас ви благодарам за ова ваше вечерашно гостување во подкастот ВМРО ДПМН зборува. Се надевам дека бевме интересни, раскажавме дел од вашата историја и патот кој што го имате поминато, се осврнавме и на актуелните политички состојби. Јас пред да ја одјавам емисијата, би ви сакал да ви дам на вас еден поздравен говор кон гледачите и еден кус поздравен говор да се одјавиме од емисијата. Повторно сакам да изразам благодарноста за поканата. Сакам на гледачите да им укажам дека и да изразам и кон нив благодарност до сите оние кои што ја даваат поддршката за ВМРО ДПМН изминативе години, што веруваат во раководството на ВМРО ДПМН и сакам да ги уверам дека нема да ја изневериме таа доверба која што ни ја дадоа. Ќе работиме напорно, ќе работиме посветено, ќе работиме секојдневно за да може да испорачаме се она што ветивме. Ветивме дека ќе имаме подобро образование, ветивме дека ќе донесеме правна држава, ветивме дека ќе имаме подобра инфраструктура, ветивме дека и полицијата и армијата ќе бидат на нивото на кое што треба да бидат, ветивме дека ќе имаме подобра култура и ќе имаме, и се она каде што ние ги посетивме сите места, разговаравме со секој човек, сакам да ги уверам дека се она што ние изминатиот период го ветивме кон граѓаните ќе биде реализирано во следните 4 години од страна на ВМРО ДПМН и владата на Република Македонија. Генерален, ви благодарам. Почитувани, ви благодарам за вашето внимание. Оваа вечер разговаравме со генералниот секретар на ВМРО ДПМН, господинот Ѓорѓе Сајковски. Дискутиравме за неговата историја во партијата, дискутиравме за актуелните политички случувања, но и за нашите црвени линии, односно ставовите за уставните измени. А на вас ви благодарам за вниманието и се гледаме повторно во недела во 20 часот на Facebook, YouTube каналите и на Instagram. Поздрав и секоја добра.